Добро вечер на сите. Се надевам дека сте си удобно сместени дома и дека со нетрпение го чекавте денешното издание на вашиот, ај наш омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Стандардно нашите натпреварувачи се подготвени и јас ќе ги оставам да чекаат сега малце. Толку не смеам повеќе да ги оставам да чекаат. Стандардно прво ќе ги повикам домакините за денешното издание, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Тоа се Никола и Жарко, повелете. Здраво. Добри сте? Добре. По-добре од минатиот пат. Само ќе кажам од минатогодишното издание на Листа, дека чека малце полека. Минато неделното, така е. Како сте вие? Добри расположени за игра? Да видиме сега како ќе биде втора мајка. Минатата емисија одлична партија имате, можам слободно да кажам, една од подобрите одиграни партии воопшто вака, каде што не се губеше време на мислење на одговорите кои како што, туку буквално ги знаете, ги истрчавте. Секоја чест за тоа. Сега денеска останува да видиме темите и противниците. Така е. Да не сакате вие да си додадете нешто? Тоа Теки парите. се спремаме. Се спремат. Во ред, да не ве концентрирам, сега од предизвикувачи поминувате во домакини, што значи ваша домакинската кабина. Во ред. А тука во нашето студио се и нивните противници. Подготвени да ги симнат Никола и Жарко од троното, дали ќе успеат во тоа? Останува да видиме во продолжение на денешното издание на Листа за 300. Но прво, да ги поздравиме Едис и Горан. Повелете. Едис, здраво. Здраво. Горан, здраво. Како сте, момци? Добро. Можете понаваму слободно да дојдете, да не стоиш ни вица ми ја став таму. Не. После ќе ви бараш оштета. И ваки така ќе ти ги земам парите, марче. Ниско е. Ниско е, кажи, немаме проблем. Ај на брзинка, Едис, да ни се представиш од каде доаѓате, што правиш во животот, што сакаш информации, тоа сподели со нас. Доаѓам од Подгорци, Струшко. Супер. Наставник сум по англиски јазик, веќе 10 години. Супер. До која возраст, кој оделение? Вообичаено од 5 до 9. Од 5 до 9 оделение, одлично. Супер. И како е да се работи со деца? Па добро. Добре. Знаат да бидат и напорни, ама Така, ама добро е една племенита професија. Така е. Племенита професија со убава енергија, дечија се пак ќе кажам колку и да се напорни имаат некоја убава енергија во нив, те подмладуваат и тебе малце. Точно. Иако косата ви беле. Да, тоа чудо едно како. Горан. Наумски Горан, дипломиран професор по биологија, работен како наставник по биологија, во истото училиште, колеги сме, тој 12 години, ја нешто малку пред него, повеќе искуство има во образование. Супер. Истата возраст од 5 до 9 така? Да, исто, од 5 до 9 оделение. Одлично, колку дечи има сега моментално во училиштето? Знаете, вака некоја груба бројка, не ми треба точна. Зависно, паралелки има и со 9 деца, има и со 25 деца. Така, добро, Много има варијација од генерација во генерација, така да. Битно има дечиња. Да, Што, така, тоа ме радува многу. Дека некако нели оние, ајде ќе кажам, рурални средини, помали селски места пополека почнаа да мигрираат во градовите, многу ми е жал кога ќе отидам и кога ќе видам дека нема дечиња што се вика дома. Наши генерации ние бевме 25-30 деца во паралелка, сега се па дупло помалку. Така да миграцијата и кај се чувства секад. Епа ние ќе работиме овие генерации да ги вратиме младите онаму, нели, и назад, и во селата, во своите родни места, затоа што таму е најубаво и како да кажам, најубаво ние се грижиме за нашиот дом, нели, кога ќе отидеш, тоа си ги пазиме, се чуваме. На оваа тема ќе збориме во некоја друга прилика, сега да не ви го одземам времето, затоа што време е да започнеме со Листа за 300, да ви дадеме шанса да ги стимнете Никола и Жарко од троното, односно од домакинската кабина. Еди си Горан, да не сакате да додадете нешто? Не. Па да ги поздравиме сите што не знаат. А мора колегите посебно да не се љутат така. Да не ги заборавиме колегите, посебен поздрав само до колегите и сите што ме познаваат. Голем поздрав и од мене до колегите и до сите кои што ги познавате, Еди си Горан. Сега, почувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигнете. Ако сте подготвени, повелете во предизвикувачката кабина.
Никола и Жарко, односно Едис и Горан, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, ајде, драги гледачи, сите заедно да ги провериме истите дали функционираат како што треба, за да си немаме никакви проблеми. Во продолжение за таа цел, ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Едис и Горан, дали се слушаме? Да. Супер. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми посочите за да го решим истиот. И за мене што е многу важно, ако нешто не е јасно, дека знам брзо да зборам, да говорам, ако не ме слушнете добро, нешто нејасно сум ви прочитал, ви испричен, не е ни важно. Да прашам. Не се срамете, плачете, како да кажеме, да прашате, затоа што многу пати сме имале грешка баш од тие причини. Слободно прашајте. Сега ќе исклучиме и вашата кабина со среќа, за да провериме кабината и на вашите противници. Никола, Жарко, дали се слушаме? Слушаме, да. Да, одлично. Вас не ви повторам, што Помни треба. сме ние, слушаме. Вы се слушате така? Море, ќе прашам по дома да видам дали е така. Или само вака тука муабетот. Пред камера. За пари слушам. Слушаме Да, се. да, за друго. Што да правиме? За без пари кои слушаме. Така да. Може да почнеме? Да. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи може да започнеме со денешното издание, односно со првата лицитација. А темата за истата гласи: женски имиња, каде третата буква е буквата Р како Русија. Бараме женски имиња, каде третата буква од името е буквата Р како Русија и кој ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и слично. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Никола и Жарко, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Едис и Горан, дали не е јасна Да. темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први со надавање започнувате кобните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Едис и Горан. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. Едис и Горан, кога ќе имате Само да понуда? прашаме едно Повели? прашање. А дали има граница колку букви треба да Букви се не. состе? Нема очигледно, само момент ќе проверам уште еднаш. Не, важно е само третата буква да биде буквата Р, да. Како кај Горан, да баравме машки имиња, Горан ќе беше точен одговор. Поред фал. Кога ќе имате понуда, споделете со нас. Може 5. 5. Започнуваме со 5. Убаво праша и Едис, значи нема ограничување со Со букви буквите. само третата да е Р. Е, така, супер. Добро, 6. 6, 7. 7. 7, 10. 10, 11. 11, 13. 13, 14. 14, 16. 16, 17. 17, 19. 19, 20. округла 20, 21. 21, 22. 22, 23. 23, 24. 24, 25. Округло. 25. Имате време за размислување, консултирайте се меѓусебно. Двадесет и 26. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме. Иди си гора. Никола и Жарко велат вие да одговарате, се за да стекнеме што повеќе искуство и полесно да иде работата понатаму. Вака, имаме 26 празни полиња кои што треба да ги испишеме со женски имиња каде третата буква е буквата Р. Не брзајте, имате време, кога ќе бидете подготвени, започнете. Мој совет е да се консултирате нели меѓусебно кои имиња планирате да ги кажете, за да не Азра. Азра. Како групата. Бивша југословска, да, Азра. Така е. Сара. Сара. Така е. Мерјем. Мерием. У 79 Мерием во Македонија. Повеќе од доволно, мислам, повеќе од доволно. Марија. Удриски.
кажано доволно, така е. Марија. Марија е едно од најчестите имиња, точен одговор. Маријана. Маријана. Така е. Мерсиха. Мерсиха. Така е. Мерита. Мерита. Повеќе од 1500 мерита во Македонија, точен одговор. Продолжуваме со Боркица. Боркица. Така е. Борка. Борка. Немам Буркица братучет, како Бурка ја викаме на Гален. И двете си ги. Да, двете се голем поздрав до неа. Верица. Верица. Така е. Вероника. Вероника. Така е. Гордана. 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 Или Гордана, да. Интересно ми е што сум имал ситуации каде што се обрекаш Гордана на девојче, ти вика јас сум Гордана. Нека и викаш позна на друга Гордана и ти вика јас сум Гордана. Да не се навред од двете Да, варијанти. така е. Како и да е точен одговор, без разлика како го акцентираме. Ѓурѓа. Ѓурѓа. Така е. Ѓурѓица. Ѓурѓица. Така е. Поминавме повеќе од пола. Даринка. Даринка. Така е. Зорица. Зорица. Точно. Не, Сара. Сара Кажавме. Да, кажавте Сара. Сара кажавме. Да. Мирјана. Мирјана. Точен одговор. Мерита има. Кажавте Мерита. Кажавме, да. Мерсиха, Мерита, Мерита Боркица, кажавме. Боркица. Да. Како песната? Киријана. Како? Кирјана. Да. Како Киријана. песната. Би требало да има. Сега Барем ќе пет. видиме. Да, барем 5 каже. Кирјана. Така е, точен одговор. Иначе Кирјана 199 во Многу Македонија, да. почекот. Многу почесто тоа што мислев. Вероника ја кажавме. Да, Боркица. Боркица ја кажавме. да и Борка. Борка кажавме. Мирјана. Кажавме. Сега да. Ајде има, мислете. Мартина. Мартина. Така е. Марта може да има. Да, не ми се немаме налута на ризик. другите. Дарија. Дарија. Така е, точен одговор. Доротеја. Доротеја. Така е. Уште 5. Уште 5. Ајде. Имате уште време за размислување.
Вероника ја кажа. Горица, мој дилац. Ја мислам Горица. Горица. Така е. Вера. Вера. Така е. Параскева. Параскева, така. Параскева 150 по Македонија. Точен одговор. И уште две остануваат, другари. Нуртена. Нуртена. Нуртена 30. Точен одговор. И кој ќе биде 26-тиот последниот одговор? Не тешко. Ферзие. Ферзие. Да. Готово. Ферзие. Веќе се сигурни дека одговорот е точен. И да пишеме Ферзие и да пишеме Ферзие, одговорот ќе биде точен со таа разлика што Ферзие има 90 во Македонија, а Ферзие има 10 во Македонија. Доволно. Како и да свртиме, одговорот ќе биде точен без разлика како ќе го запишеме името. Еди сигурен, честитки за првиот освоен поен во листа за 300, немам никакви замерки, одлично ги стржате. Може би неискуството само би прави малце на моменти хаотично да се изгубите до каде сте, што сте, ама се е тоа неискуство, а искуството се стекнува баш вака. Честитки за првиот поен, но не се опуштете, премногу имаме уште една лицитација. Никола и Жарко, може би требаше уште малце да похрабро да нададеме и ќе ги фатевме на време. На кондиција. Да, на кондиција, буквално има уште една минутка пред да почнам да им бројам, требаше да почнам за една минута да бројам, но ете, на крај влегува во некоја серија, нели со последните неколку имиња и тука се извадија, да. Браво за нив, одлично си одигри играта, браво си за вас, само во продолжение, ако сметате похрабро дека треба игрете. Пред да продолжиме понатаму со втората лицитација, знаете Никола и Жарко дека ништо не е готово, биле во ваква ситуација како што се сега и направили пресврт. Но тоа не е важно, да прочитаме сега уште некое женско име каде третата буква е буквата Р и потоа да одиме со втората лицитација. Сега кој ги кажа, кој не ги кажа? Ајде Марче со твојата мака ти. Горана, голем поздрав до Горана, другарка ми. Потоа Горјанка, Дара, Даринка кажа, Дарка, Дора, ајде да бидеме Зара, Зарка, Зора, Зорана, Јорданка, Каранфила, Кармен, Марга, Маре, Марија, кажавме, мислам, Марица, Марта, Мирка, Мирна, Перса, Персида, Сирма, Тара и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација, односно она лицитација која што ќе одлучи дали Едиси Горан за прв пат ќе застана тука на главната сцена или пак за прв пат ќе треба да играат пенали за да стигнат до оваа позиција. Затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: репрезентации учеснички на светски првенства во кошарка. Бараме имиња на репрезентации од целиот свет кои учествувале на било кое светско првенство во кошарка од 1950 година па се до последното. Ги признаваме и оние држави кои играле на некое првенство, а денес не постојат. Можам на сам старт да ви кажам дека на оваа листа има повеќе од 50, а помалку од 70 репрезентации. Никола и Жарко, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Еди сигурен, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што се наоѓаат во резултатска негатива во првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат моментално Никола и Жарко. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на Едиси на Горан. А Никола и Жарко, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 9. 9. 11. 11. 22. Дупло 22. 23. 23. 25. 25.
27. 27. 32. 32. Само едно прашање на светско, На светско. учеснички, Да, на светско. Ево уште еднаш ќе прочитам, за да не се сгреши. Барам имиња на репрезентација од целиот свет кои учествувале на било кое светско првенство во кошарка од 1950 година па се до последното одиграно. 33. 33. 36. 36. 37. 37. 3 кабинчето 37. 37. 39. 39. 40? 40. 40. 40. 41. 41. 42 беше последниот? Да, 41. 42. 42. 42. Нека одговарат. Да одговараат. Ве претрка Никола и Жарко, знам дека и вие се мислевте нив да ги пуштите да одговараат, но ета е, за малце. Иди си Горан, имаме 42 празни полиња, не се малце полиња, но не си премногу, сме имали 70. Бараме репрезентации учеснички на светските првенства од кога почнуваат да се играат во 1950 година, па се до денеска. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде да почнеме со Аргентина. Аргентина. Така е. Австралија мора да се учеснички. Имет кошарка на Обземната Австралија. 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 Така е. Бразил. Бразил. Така е. Белгија. 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 Се лизнавме на почетокот. Може би требаше да го послушаме советот на Горан, да ги пуштиме да одговарат. Белгија досега не ми играно на светско Ова првенство. по азбучен ред, ама ето Белгија. Да, на Б, толку сега ќе да игра, слави. сватив како да. На Б, единствени репрезентации кои што играле се Бразил, брегот на слонова коска и Бугарија. Ау. Да, тие се оние три. Барем ја тука тие се ги имам издвоено, мислам дека тие се тие добро. Да не, сега може има уште некоја, но во сега случај Белгија не е меѓу Да нив. не се мачиме барем до 30 и... Да, па таму да покрижен Да, кач. така. Подобро вака. Подобро. Барем да чувате, ете сега ја чуваме енергијата за пеналите. Ова тактички беше изиграно од ваша страна, намерно. Ништо не е готово. Резултатот е сега изедначен, што значи пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој ќе ми се придружи тука на главната сцена, но тоа е што е сега, не се секирајте. Никола и Жарко, честитки за освоениот поен. Убаво ги навлеговте, се мислеа они да ве пуштат вас, ја мислам дека наредниот круг веќе ќе ве Мислев пуштат. до 50 идеме, ама нема кондиција некако. Да, викат батали, доста вече. Сага уште нека до 30 и не знам 2-3 да речеме, од тогаш веќе размислуваат да ве пуштат, ама Па нешто не, очекувавме кикс дека ќе кикснат на... Ја мислев на Босна ќе се сопнат, ама добро, ни на Белгија. Добро, како и да е. Во ваша корист е, честитки за освоениот поен, го изедначите резултатот, сега Идеме на имате пенали. шанса за пресврт на пенали. Но, бидете внимателни и едните и другите. Текот на целата игра кабините ќе бидат вклучени, што значи ќе можете да се чуете едни со други. Одговарате напоредно, едните па другите, се додека некој не погреши. Имате време за размислување од 5 до 10 секунди, зависно од темата која што не е зададена. Тоа е тоа на крај. Пред да ја прочитам темата за пеналите, да ги прочитам уште дел од оние репрезентации учеснички на светските првенства во кошарка. Тука, ајде еве, ќе издвоам од сите. По некој Алжир, брегот на слоновата коска, Бугарија, Венецуела, Германија, Грузија, Грција,
Потоа Египет, Западна Германија, Зеленордски острови, Израел, Иран, Италија, Јапонија, Јужна Кореја, Канада, КГ има доста богами, Летонија, Либан, Малезија, Мексико, Обединета Арапска република, Соединетите Американски држави, Сенегал, Словенија, Србија и Црнагора, СР Југославија, СФРЈ, СССР и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе го соочиме со темата од нашата листа. А денешната тема за пеналите гласи: држави кои излегуваат на Средоземно море. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации кои имаат свој брег на целото Средоземно море, вклучувајќи ги и Јадранското и Црното море. Никола и Жарко, дали не е јасна темата? Да, еди сигурен, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање на пенали започнуваат ковните предизвикувачи, се извидувам, ми забега паметот за момент. Започнуваат ковните предизвикувачи, па потоа одговараат на поредно домаќините и така се додека некој не погреши. Што значи? Еди сигурен. Кога ќе го имате првиот одговор, споделете го со нас. Па да почнеме со Грција. Грција. И Грција е воедно и прв точен одговор. Шпанија. Шпанија. Така е. Турција. Турција. Точен одговор. Франција. Франција. Така е. Кипар. Кипар. Така е. Италија. Италија. Точен одговор. Црна Гора. Црна Гора. Така е. Албанија. Албанија. Така е. Словенија. Словенија. Малце, ама си има. Тоа е. Хрватска. Хрватска. Така е. Мароко. Мароко. Така е. Алжир. Алжир. Алжир, точен одговор. Египет. Египет. Така е. Тунис. Тунис. Точен одговор. Малта. Малта. Така е. Либија. Либија. Точен одговор. Морам да почнам да бројам. Португалија. Португалија. Ако фаќа бил. Мислам дека Португалија на океан излегува, браче, по таа страна. Дека веќе океанот ги фаќа, дека не фаќаат тој недел, нели Шпанија, како што мислам. Да, овој одговор е грешен. Сега да видиме, но не е готово, да видиме што ќе кажат вашите противници. Сирија. Сирија. Сирија е точен одговор. Честитки за Никола и Жарко. Толку е. Да, толку е. Ја ми се пушти треба. Еди сигурен. Многу ми е криво, супер надпреварувачи, со супер знаење. Малце не зезна сега ова со Португалија. Не Босна сигурно еден Малдев излегува. Малдела ми излегува, затоа си викам требаше да го кажете Босна и Херцеговина. Малце се 26 држави се кои што излегуваат на Средоземното море. Кажавме добар дел, кои би ги изведете Босна и Херцеговина, Бугарија, потоа Израел,
ги има тука Кипар, Либан, Либија, Монако, ги кажавме Романија, Русија, потоа Украина и тие можам да ги извам. Мислам дека сите останати ги кажавме. Иди си Горан. Прво искуство, можеби не излезе онака како што се надевавте. Супер почнавме, после тоа малце ни падна концентрацијата и еве резултираше со ваков резултат, но тоа е сепак ќе кажам не искуството. Се надевам дека овој пораз нема да ве одврати назад и дека ќе се пријавите повторно, затоа што немате победа, не ми земавте пари, можете да се пријавите и во блиска иднина, не мора да чекате со месеци и со до наредна сезона, како да кажам. Супер надпреварувачи, криво ми е што не успеав денеска да ви дадам некој денар, но затоа па наредниот пат така е, верувам дека ќе ми земете и многу повеќе. Еди си Горан, ви благодарам за учеството, но за жал сега морам да ви кажам чао. Пречекат само секунда. Никола и Жарко, уште еднаш честитки. Не ми останува ништо друго, освен да ве повикам тука на главната сцена и да ве сожам со денешната тема од нашата листа. Затоа, драги гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Никола и Жарко ми се придружија тука на главната сцена и за минута ќе ги соочам со темата која што им издвоив тука. Нема да им се допадне многу, затоа што ги слушам нивните коментари преска за одредена, ама веќе имавме подготвена оваа тема и Нема љутиш, да. Тоа е што нема љутиш, бе, така е. Но пред да ви ја кажам темата, на брзинка само да се потсетиме како стоат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате како што веќе добро знаете со парична награда од 300 евра. Знам дека не ви се омилени темите со актери и со филмови, ама жал ми е. Баш на таа тема е денеска. Баш на таа тема е темата денеска. Тематика. Слушајте и добро и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема Актери Оскаровци за главна машка улога. Извор, сајтот на ИМДБ. Ги бараме најмалку презимињата на актерите кои добиле Оскар за најдобра машка главна улога од 1927 година до ден денешен. Ајде, да размислувајте, ја ќе ви помогам, не се кирите. Ал Пачино, Ете, Расел Кроу, Роберт Де Ниро. Тие не ги дошол. чекај, не брзете толку. Чекај. 3 по 3 одете. Ајде. Ајде, Расел Кроу. Расел Кроу. Гладиатор, така е? Да. Многу ја. Ал Пачино. Да. Ал Пачино. Само момент да го напишеме Расел Кроу, точен одговор. После Ал Пачино. Ал Пачино. Ал Пачино. Ал Пачино. Ал Пачино. Така е и Роберт Де Ниро. Не, Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро. Да. Може. Роберт Де Ниро за 50 евра. Точен одговор. Од која година ова се? Од 27. Од 1927-та па да, цел век. Марлон Брандо, Шон Конери. Джонсон. Кој? Се освоите 50 евра, сега се договараме дали одиме понатаму или Да не си? одиме. Да смислиме. Чекај да Нема по проблем. тројка ќе идеме. Чекај, Шон Конери. Овој Марлон Брандо, тој стариот вако. Онај бил Шварценегер. Дали имаш Оскар? Чекај, ај после, чекај. Чекај, само актери или актерки? Актери. Актери, да. Марлон Брандо, Мел Гибсон, И овој бе Титаник речи го. Леонардо Ди Каприо. Идеме, ајде уште. Ајде, Уште тројка. 50 да пробаме. Ајде. Ајде, збори. Леонардо Ди Каприо, Леонардо Ди Каприо. Лео. Лео.
Кај си? Ајде, ете го Леонардо Ди Каприо. Ајде, тука бил многу дуга, чекај. Ајде, Марлон Брандо? Да. Тие старите. Брандо. Људи. Така беше, да. Марлон Брандо, точен одговор. Роберт Редфорд. Роберт Редфорд. Роберт Редфорд, еден од најомилените актери на мајка ми. Он има добиено за режија Роберт Редфорд, ама сега да видиме дали има и како актер. Да. Чекайте да видиме. Многу ми е жал, има Оскари Роберт Редфорд, но еден 1980 година за најдобар режисер и во 2002 година почесен Оскар добива нели за неговата работа. За жал, за главна мачка улога како актер нема добиено. Супер, ви треба, многу ми е криво, не обрна внимание за Роберт Редфорд, иначе спомнав ти имиња Ричард Гир, Кевин Костнер на мајка ми. Ричард Гир, сега момент само да проверам еве. Дензел Вашингтон. Ричард Гир го немаме тука него на списоков. Нема? Да, сега ги ти кажам вака на Р, сега ги ти прочитам мајники вака позвучни што се Адриан Броди, Берт Ланкестер, го знаеш Адриан Броди од пианист што играше, да. Ликот ми текнал, да. Вил Смит има добиено, Гари Купер, Гери Олдман, тоа се не постари актери, нели? Грегори Пек, Даниел Де Луис, добро, Дастин Хофман, Дензел Вашингтон, Ентони Хопкинс, Жоакен Феникс, Јул Бринер, мора да знаете Јул Бринер, Килиан Мари, Кларк Гебел, после Лоренс Оливија, Майкл Даглас, Николас Кейдж, Пол Нјумен, од овие постарите што се Шон Конери. Шон Конери, има и Шон Конери мислам добиено, тука го имам Шон Пен, ама во меѓувреме преска кој го спомнавте, почнав да барам за Шон Конери, пишува за во Untouchables, he received the Academy Award for Best Supporting Actor. Нема за главна, туку за споредна. Да, и тука ќе утапе работата. Хјутнев ме за поиш, така Да, многу ми е жал што не успеавме да земеме парична награда денеска, ама па на моје огромно задоволство се дружиме во следното издание на листа за 300, ќе имаме шанса за попремен. И гледаме филмови за домашно. Филмови, да. Доаѓате потечени следниот пат да крвави во очите што филмови гледаме. Маратонци. Па тема одиме историја, брат. Тотално друго нешто. Супер, Берти, денеска не мора јас да ви кажам. Се надевам, драги гледачи, дека и вие уживавте во денешното издание на нашиот квиз како што уживав јас. Искрено многу ми е криво што не успеа да земат пари Никола и Жарко, но затоа последното издание ќе имаат шанса да го поправат и овој резултат. Секако ќе треба да ги елиминираат индивните противници, односно тогашните предизвикувачи. А до тогаш, останете со програмата на телевизија Сител, чекате го следното издание на листа за 300 и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!